Еве назад во студиото на Утрински брифинг разговараме со директорот на дирекцијата за заштита и спасување, господинот Беки Максути, телефонска линија. Добро утро. Добро утро. Господин Максути, деновиве се актуелни или пак се бараат прашањата за организираноста на ваквите институции како што е вашата, со која што раководите вие, секако таа е народна институција, бидејќи треба да влечиме некаква поука од трагичниот настан во Кратовско. Запознаени сте за ситуацијата во Кратово, претпоставувам, нема зошто да ја напоменувам уште еднаш, нели? Да, секако. Значи, јас, нажалост, прв пат за тој настан дознав лично самиот преку социјалните мрежи. Како преку социјалните мрежи? Не, бидејќи, видете, во таа операција која што треба да биде навидно многу едноставна, со еден или два телефонски повика, има една цела дезорганизирана процедура во која што се влезени сите институции, меѓу кои и вашата. Вие не добивте информација од ваши административци за тој случај или дознавте откако објави лекарот од Кратово? Значи, воопшто никој не побарал помош од било кого во дирекцијата. Ниту во Скопје, ниту пак во подрачното одделение Кратово. Значи, процедурите се јасни, нема никаква двојба во однос на тоа кој како треба да информира. Но очигледно е направен превид. Не би сакал сега да посочам било кого зошто, што е, како, но ние не можеме да реагираме ако немаме било каква информација. Информацијата може да, односно барањето за помош може да стигне преку институциите или пак лично од било кој граѓанин на нашата држава кој е затекнат со било каква несреќа. Значи, јас најодговорно ви тврдам, а имам и документи за тоа, значи од подрачното одделение во Кратово на дирекцијата за заштита и спасување нема никој сообратено да побара помош. Како соработуваат Центарот за управување со кризи и дирекцијата за заштита и спасување? Ако двете институции имате одделенија во Кратово, при тоа директорот на ЦУК вели дека имате едната и другата институција испреплетени ингеренции. Ако ЦУК се занимава со кризи од национален тип, со проценка и предупредување, дирекцијата е она која што се занимава повеќе со индивидуални случаи. Имате ли вие комуникација помеѓу двете институции? Како работите вие? Работите ли со полицијата во таа насока? Бидејќи ако некој прво се јавил во ЦУК, нели во Кратово, пак тој се јавил во полицијата, зошто не сте биле во тој синџир обавестени и вие како институција? Точно, тука значи треба да се и да се бара ако веќе се побара одговорност. Значи зошто ние не сме биле информирани? Значи за да може луѓево и за да може тимот што е ангажиран за такви намени, за таа мерка, ние треба да бидеме треба да бидеме информирани и во рок од 1 час, значи оние сигурно ќе си беа спремни и ќе се тргнаа за село Емирица. Но ние не сме биле воопшто информирани. Ова најодговорно ви тврдам и стојам и сум спремен и да сносам одговорност во однос на ова дека од нас како дирекција никој не побарал помош. Не е во ред да тргнеме од претпоставки дека дирекцијата нема возило во подрачно одделение Кратово. Точно, тие се возилата, ние немаме за секое подрачно одделение возило. Гледаме да ги покриеме 8 региони, тоа по големите градови кај што може со возило да покријат и други помали места како што и Кратово. Но очигледно, еве, ја ќе ви кажам само пример. Значи, од завчера веќе трети ден имаме друг случај во Крива Паланка, кај што навреме ние сме били информирани, кај што заедно со други институции и со МВР вршиме претрес на терен, односно побаруваме изгубена жена. Исти сличен настан имавме и пред 2 недели во Преспанство, каде што се изгуби младо момче 28 годишно
и каде што додуша полицијата, односно МВР презеде уште од старт, ние воопшто не бевме информирани, ниту имавме побарано помош од нив, меѓутоа се роднина на изгубениот се обрати до кај нас директно и ние пуштивме тим заедно со МВР да пребаруваат. Значи после 7 дена пребарување според протоколите на МВР се проаѓа во друга фаза. Верувам дека имате секако успешни акции, затоа постоите како институција, меѓутоа во јавноста знаете како, она што ви е природа на работата не доаѓа за пофалба, бидејќи тоа и е всушност ингеренцијата и задачата на дирекцијата за заштита и спасување. Да се вратиме малку пак на случајот во Кратово. Дали вие имате теренски возила во подрачната единица во Кратово? Во подрачната единица во Кратово ние немаме теренско возило. Немате. Реков, ние имаме 35 подрачни единици, немаме ни толку теренски возила. Купно се 11. Добро. А кога е во прашање, повторно ќе речам соработката во Синџирот ЦУК, полиција, ДЗС. Како функционирате вие? Еве, ако го оставиме овој случај сега, лајт мотивот е за разговорот е токму тој случај, меѓутоа да не се повтори, да извлечеме полука. Како функционираат овие три институции? Ајде, полицијата е она која што на крај или пак како што вели директорот на ЦУК, на крајот сите работи им се даваат на најтешките задачи им се даваат на специјалната единица Тигри. Меѓутоа како работите вие три институции кога имате вакви случаи? Значи јас ќе повторам тоа што го кажав на почеток. Ние работим на терен по дојава, односно по најава. Значи, ако било кој ни побара помош, тоа е институциите, односно МВР или ЦУК, или прва помош, или Министерството за здравство, или било кој друг, или пак граѓани кои што се затекнуваат во такви ситуации. Ја ви кажувам, само во месец февруари и март имаме преку 10 акции вакви. Значи, но Синџирот преработувал. Значи, дали приватни лица, односно дали граѓани пријавиле, дали ССИ пријавили, така натаму. Но, пак ви тврдам, луѓево не значно да се случува на терен. Некој треба да побара од нив за да може да излезат. Значи, ние само во месец февруари направивме 2 такви вежби. Една на Попова шапка и една во Битола. Слични за истиот настан кој што се случило. Значи, тврдењата дека немаме капацитети и луѓе за таква намена не се точни. Ви тврдам најодговорно дека имаме опрема, имаме многу спремни луѓе кои што не се од дирекцијата. Значи, тие се граѓани на државата кои што учествуваат во различни клубови и друштва кои што имаат договор со дирекцијата за заштита и спасување. Во ова насока ви кажам дека во минатото имал доста проблеми во однос на комуникација ЦУК и ДЗС. Јас сега ви велам дека има нова клима, отвараме ново поглавје за соработка заедно со директорот на ЦУК и стоеме на располагање, гледаме сите проблеми со кои што се соочуваме двајцата да ги решиме. Сигурно, да. По правилен начин и по законите, но има работи кои што нас двајцата не надминуваат во однос на испреплетување и во однос на воспоставување на еден телефонски повик. Тоа е во надлежност на ЦУК. Значи, тој телефонски број е добиен преку фонд на Европската Унија. Требаше уште пред многу години да биде воспоставен. Има очигледно некои проблеми кои што со кои што се соочуваат ЦУК, но и другите институции, како што е во однос на воспоставување на исто. Да, господине Максути, еве сега случајот со Кратово го тргам настрана. Случаите кои што вие ги зборувавте во Преспа, во Охрид, во Прилеп, ќе ги оставиме исто настрана. Каков е, со колкав буџет располага ДЗС? Дали е тоа доволен буџет? И во секојдневната работа, колку има соработка помеѓу ЦУК и ДЗС? Колку често се разменуваат можеби кадрите?
колку често се разменуваат информациите помеѓу двете институции, бидејќи тие се најодговорни за, всушност, како што рековте вие, најопремени за вакви акции. Јас го слушав господинот Ангелов, кој што рече дека тој нема доволно кадара, и нема доволно буџет, а потребни му се во центарот, и неговата замисла е тоа да биде, како што рековте вие, дека пак во ДЗС веќе го има. Тоа се алпинисти, тоа се не знам, поранешни пожарникари, поранешни војници кои што може да имаат хонорарни договори со ДЗС. Вие во ДЗС каков буџет имате, каква кадарна подготвеност имате, и да го искористам ова, бидејќи ќе го привршуваме разговорот во време на пандемијата, каква реконструкција на екипажот внатре во ДЗС имавте? Сега ви постои повеќе прашања, ама ќе ги одговорите. Да, во ред, нема проблем. Значи, во однос на буџетот, ние ова година располагаме со прилично намален буџет ради пандемијата. Дали е доволен? Секогаш дека не е доволен, дека треба секогаш повеќе, има простор за одредени работи кои што може да се работи, меѓутоа ако се работи домаќински, јас мислам дека и со овие средства ние можеме да одговараме на предизвиците кои што ги имаме пред нас. Тоа што го кажа директорот на ЦУК во однос на воспоставување на една централна таква служба, јас сметам лично и во консултација со сите мои вработени експерти дека тоа е за нашава држава е преголем залак, затоа што ние прилично не сме сконцентрирани во еден планински предел, затоа што да предпоставиме. Значи моментално ние имаме 7 тимови во 7 различни региони кои што односно каде што има планини. Значи овие луѓе, пример во Прилеп, во Битола, во Тетово, во Дебар, во Скопје, во Штип и во Струмица. Значи овие тимови дали побрзо можеле би реагирале, затоа што имаат опрема, имаат се, значи на повик имаме и направено вежби, дали побрзо би реагирале во својот терен, односно за колкаво време, или пак да бидат истиве на купче што се вели во Скопје. Јас би ви рекол дека подобро ваквиот систем кој што е сегашниот, но дајте да направиме да ги опремиме со други работи, тоа е возилата ни се најглавниот проблем сега, моментално теренските возила. Зошто каде се оние џиповите Амро, како добро се сеќавам, имаше дирекцијата донација на џипови Амрок, тие не се уште во... Не се донација, тие биле купени, дел се распоредени по противпожарните единици, дел ги има дирекцијата и се распоредени по подрачни единици, односно по оделенијата во различни градови. А колку возила се тоа? Значи, ви реков, вкупно се 7 сега моментално во дирекцијата. Да. А да не зборуваме дека вие за хеликоптер не може да размислувате. Другите се дадени на противпожарните единици затоа што дел од нашиот буџет, односно од приливите што ни доаѓаат, значи идат и за територијалните противпожарни единици. Така. За хеликоптер велам не ни може да зборуваме, така? Може да зборуваме, сега ова мислам дека ме надминува мене лично, затоа што е прашање за многу повисоко од кај што треба сите служби, тоа е сите институции да се координират и да донесат одлука на крајот на кој начин и каде ќе биде. Затоа што еве да речеме дека ќе се набави, односно ќе го има во Министерството за здравство. Сепак ако има потреба од интервенција на таков терен како што беше случајот во Кратово, па и на многу потешки терени кај што и ние и имаме реагирано, значи ќе треба пак луѓе кои што се од браншата, тоа е дали припадници на МВР, на АРМ или пак наши луѓе кои што ги ангажираме преку договор. Тоа е тимовите за спасување од планини и од височини. Сакам да кажам, бидејќи вие сте директор на една институција која што
често има потреба од вакви акции. До вас, предпоставувам, и треба да стигнуваат извештаи за по-сложени операции, спасувачки операции. И сега, знаете како мене, како обичен граѓанин, кога зборуваме за хеликоптер во држава, како да зборуваме за свемирски брод. Ние имаме по малте не по 2 службени коли на еден функционер во државата, кои што се обновени и тоа многу често се обновуваат. Зборувам за целиот истаблишмент со години наназад, дека не може да зборуваме за 2 или 3 хеликоптера, еден во здравството, еден во полицијата и еден во можеби кој што ќе биде на располагање на ДЗС и на ЦУК, како да се тоа свемирски бродови хеликоптер, кој што е најнеопходен, особено во држава која што има и реки и планини, каде што има трусни подрачја, има можности за вакви, има потенцијал за вакви акции, како што се случи и ова во Кратово. Добро, господине Максути, јас ви благодарам на овој разговор и благодарам на одвоеното време. Верувам дека во она истрага која што се води помеѓу институциите за дали се работи за лична одговорност или системска одговорност, ќе биде под знак прашање и дирекцијата за заштита и спасување, но многу е важно што излеговте во јавноста и за овој разговор. Благодарност уште еднаш. Благодарам и до вас и до гледачите. Пријатно.